Почитувани земјоделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. Денес, 21-иот ден од март месец, значи недели само ден од календарскиот почеток на пролетта, еве со нашата и ваша емисија, која е, како што знаете, секој петок во 21 часот, а репризата на емисијата е во недела во 12:30 и во среда во 14:30 часот. Рековме 21-иот ден пред сваничната пролет и ден кој на вистина се поголем. Инаку сме со 81-иот ден од 2025 и ден што е се поголем и е веќе на 12 часа и 15 минути. Тоа е веќе мегдан за работа на поле, за активностите кои ги имаат земјоделските производители. Ние, како што е поред, денешната емисија ќе ја почнеме со нашиот вообичаен осврт за времето. Имаме необично време кое заслужува внимание, бидејќи тектонското пореметување ја пореметува целосно вегетацијата со нејзино поранување, па враќање на зимата и правење на штета кај земјоделските производители. Затоа ќе имаме еден свој прилог за освртот за времето, што предвидуваат хидрометеоролозите со на долгорочна прогноза и ќе кажеме зборува за таа хидролошка состојба која продолжува да биде загрижувачка. Тоа се главните сегменти. И имаме за состојби во аграрот. Навистина, кога збориме за состојба во аграрот, јас, како човек кој ја реализира таа емисија, ќе кажам зборува за состојбата во Република Македонија. Каде што во своје време Киро Глигоров рече за Република Македонија е аграрот се што имаме, ако му посветиме внимание, ќе имаме убави денови за развој на државата. Ние што даваме на аграрот, се гледа дека сме дојдени до просјачкиот стап, кој е трагедија. Кога сме кај трагедија, мора да го кажеме тоа како морална обврска, човечка. До вчерашниот ден, неделата која е зад нас, имаме трагичен, голем трагичен момент за државата. Трагичен момент од отсуството, од самото самостојување на одговорноста на функционерите кои безбрижно се менуваат еден со друг и штетите кога настануваат, тогаш никој нема никаква одговорност. Овој пат погинаа на вистина голем број млади луѓе, што е трагедија за Република Македонија. Млада генерација од 18 до 24 години, тоа е иднината на државата е подкусурена со невнимание, давање на фалсификат одобренија, диско клубови и ред други аномални, коруптивни дејствија кои излегуваат на површина, а од кое нешто страдаат млади, недолжни луѓе. Зборот одговорност, сегашната власт, за мене лично, е една голем чекор, каде што коруптерите, оние што дабеле фалсификувани дозволи, немање на услови за работа и се ред други работи, да тргнат таму кај што треба,
точно да бидаат на обвинителна клупа оние кои уништија преку 60 млади животи, а уште 100 се по болниците со инвалидитет, кое нешто ќе представува оптеретување за нивното заздравување. Тоа е навистина трагедија, каде што се дојде до израз она што стално го збориме, од осамостојувањето, зборот одговорност на функционерите е навистина целосно анулирана од оние мерки кои треба се преземат да се тоа дефинитивно раскрсти со корупциите, со подмитувањата, со политичките примеси и други глупости од кои народот страда. Јас, трагедијата е голема, нема да зборам повеќе за случајот што вчера се заокружи, се погреба 60 млади деца. А уште 2 пати толку се по болниците, кој како и колку ќе остане способно да живее, тоа останува да видиме. Затоа јас нема да зборам повеќе, тежината е голема, личната мака е голема, но, бидејќи ова е земјоделска емисија, јас сум со своји години толку зрел, што компарирам дали е помала маката за Република Македонија. Јас мислам дека е 2 пати поголема, поштетна и покоруптивна и со долготрајни последици тоа што од осамостојувањето прават политичките партии и поединците трговци во овој наш аграр. Оние политиканти, кога зборот одговорност треба да дојде сега, и јас би посакал да дојде и во аграрот од осамостојувањето до денес. Тоа го зборам од причина што растев, почнав во Југославија, каде што Македонија си имаше своја цена како парче земја која е за производство на храна. И наместо тоа, кога дојде Киро Григоров, рече, токму аграрот е се што имаме, само треба одговорно, чувствително, духовно да се прииде и аграрот да биде во Република Македонија главниот стожер за производство на храна за европскиот пазар. А така, со распадот на Југославија, успеавме да осамостоиме држава која требаше исклучиво акцент да даде на аграрот, на оние површини кои ги имаме, на оние компаративни предности кои ги имаме. Тоа е 274 денови, сончеви денови, како денешниот. Имаме тип на почва, каде што од ламба шише ќе ставиш, ќе роди. И, што е најважно, имавме во Југославија, Струмичкиот регион се декларираш како најголем производен регион која ранеше бивша Југославија. Имаше извоз за пратки, за извоз, каде што јас бев фитопатолог и јас ги давав сертификатите за извоз. И знам колкава фреквенција имаше. Наместо со самостојувањето ние да се посветиме на тоа и онаа стратегија која даде господинот Киро Григоров, се случи тој без малку да биде убиен, бидејќи уште еден мандат имаше можности, заради некои политикати кои сакаат да дојдат на власт. И тоа, зборот одговорност, зборот атентат, сето тоа замре и тоа никој не го пипка
да каже виновникот за тоа е тој. Тоа е трагедија на времето. Политикантите од осамостојувањето секој гледа да влезе во власт, да корумпира и да нема никаква одговорност. И затоа зборот влада, владење без оној опаш на одговорност. Тоа повеќе нема да се случува, бидејќи сегашните власти веќе превзимаат сосема други мерки. И мора да кажеме, зборот одговорност за сегашните пензионери и Георги Иванов и Бранко Црвенковски и Пендаровски председатели, тројца кои имаат кабинети, имаат најсовремени услови како Трамп, малтене, на парчето земја која се бори за парче леп, која е на просечки стап. За тие луѓе мора да им се даде скромна пензија и да се ослободат големи средства да се внесат во стопанството. Тоа е вистината која треба одма да се бара одговорност од осамостојувањето за сите зла кои ги се направени во аграрот, бидејќи нашиот аграр е во трагична состојба. 80% ние, 1,2 милиарда, даваме за увоз на хранителни продукти, а 20% само произведуваме. Каде е логиката? Каде се движи Македонија? Сите, од градоначалници, од министри, од комплетно секој одговорно лице. Тоа што го направија со трансформација со изградба на индустријски зони, одговорно секој дал подпис решение за првокласна земја да се трансформира во некоја барака, да се произведуваат кошули, батерии, акумулатори и така натаму. Сето тоа треба да биде казнето. А таа првокласна земја да раѓа производ, храна за нас и за европскиот пазар. Наместо тоа, ние од самото осамостојување, секој функционер влегува во власт со пинци, излегува со 2-3 стана и нема никаква одговорност дека е направил зло дела и така натаму. Тоа повеќе, јас мислам дека сегашните луѓе го имаат сватено тоа и треба да се тој пример негативен кој се случи со Кочани. Тоа е предупредување и уште поголема штета е што македонското земјоделско производство се наоѓа во катастрофална состојба. И тука мора да се почне поред како што е тргнато, да се оди на одговорност на луѓето кои направиле зла. Не може Ковачевски да измисли закон, да се зголеми платата 80% и да смени закон да бидат амнестирани или да им мине времето на некои тужби, на некои зла кои се направени. И тој меѓу нив е ставен како герој и пак е во парламентот и пак сака да биде во власта. Такви поединци треба да се со име и презиме декларираат и за фотоволтаиците. Тој е првиот застапник во Македонија со фотоволтаици кои се подиваат на првокласна земја. Фотоволтаици и индустријски зони се подигаат на 6-та класа земја. Тоа во Македонија без пардон се уништува првокласната земја, за некој нешто ќе имаме специфичен прилог како пластеникот уште стоја до пластеникот веќе изградена механичка работилница, изградена некоја фабрика за паломи и така натаму. Тоа е безредие, безодговорност,
Кој си зел за право да го прави тоа? Мислам дека сега сме во права насока да се бара одговорност од тие луѓе кои го скривеле законот и кои направиле такви зла дела, бидејќи тие 60 души се навистина трагичен момент. Но последните 30 години аграрот е во трагична форма, дојден каде што населението, благодарение на нечестната приватизација од страна на Црвенковски компанијата, со министри и со овие бизнисмени, целиот аграр, ваќајќи Гергелија, 3000 народ, Богданци, Валандово, Зигструмица, Радовиш, Цвеза Штип, Кавадарци Тиквеш, Свети Николе, Пелагонија, сето тоа стана пихтија, младиот народ избега и сега имаме трагична состојба во нашиот аграр. Немаме работна рака, узурпирани квалитетни површини и тука тонењето е евидентно. А функционерите, едни доаѓаат, други одат, тука не сакам да бидам сватен, било која политика треба да биде далеку од вистинските стратешки работи за развој на државата. И сега имаме една катастрофална состојба во аграрот, каде што младите, тие трагично починаа во Кочани. Но Струмичкиот регион 70% од младите, тоа е многу поголем број, отишле во странство, веќе имат фамилии, веќе имат деца кои одат на англиски школи во Холандија, во Швајцарија, во Италија и велат, професоре, не се враќаме. Тоа е уште поголема трагедија за Република Македонија, благодарение на таа корупција, на немање на одговорност и немање стратегија, духовност за да си ја сакаме земјата. Таа е вистината со која верувам, убеден сум, ова гарнитура дека кога е тргната по таквиот случај, нека го обрне листот во аграрот, да се види комбинатите кои располага со нив, какви субвенции зимат, а не произведуваат ништо, ја аба државата и аверзично стварат кај народот кој гледа дека еден Свето Јаневски визбата е негова и грозјето ќе го купува по 8 денари или 10 денари. Да не ги набројувам и другите. Сите газди го подчинија народот, а младиот народ паметен стана си отиде. И сега имаме голи површини, подножието на осна Беласица е трагично за гледање. 80% од површините не се обработуваат, зашто луѓето младите се во странство. Старите не можат да работат и тоа не се зема никаква стратешка цел за да се види што треба да се направи. Тоа е трагично. А вистинито. Затоа јас мислам дека ќе има духовни луѓе, ќе има селекција на вистински тим, што без пардон, сите коруптивни действија, сите нечестни работи и сите одговорности кои ги има секој од нив, ќе бидат на лице место реализирани во интерес на напредокот на државата. Тоа е она што вистински, фактички на теренот. Значи, трагедијата не омаловажуваме во Кочани. И тоа не е помала трагедијата со аграрот и со младите луѓе преку 70% што ја напуштија земјата заради немање на една стратегија како да се задржи тој човек, како да биде добар производител на храна, како државата да не биде на вистина пристојно место за живење. Наместо политиканти треба да имаме духовно спремни луѓе што ќе се жртвуваат
во интерес на тој народ за кој стално и секој од тие партиски паташони прв збор, втор збориње народот во името на народот, а народот е тој кој е секогаш омаловажен, излажан, хендикепиран по однос на она што заслужува да добие. Таквото нешто мислам дека ќе претрпи промени, доколку не, на вистина не ни се пишува добро. Но, јас со тоа ќе прекратам, бидејќи на вистина сум револтиран од онаа што се случи во Кочани. Таму гледам сега и началници, и фалсификувани овие дозволи, и 300 работи што се случи тоа. А никој не го гледа тоа, како што реков, во аграрот, дека тоа се случува цели 30 години од осамостојувањето, дека аграрот еднаш берза, другиот пат нема берза. Дојде тој министер, оде другиот министер, нафатира се, направи коруптивни действија, оде си, нема никаква одговорност и оди понатаму. Тоа мислам дека сега ќе застане. Имам некој своје убедување и верувам во тие луѓе. Бидејќи, како што гледам како се тргнува, таквото нешто ќе вроди со род. А тоа е враќање на довербата, враќање на младите луѓе, бидејќи веќе имам одредени сознанија дека тие цени сега што ги има производите. И зелката оваа година, оваа недела, почна со обербата 60-74 денари. Откупна цена. Беше 2-3 денари и трговците ги малтретираат производителите. Пиперката, доматите и така натаму. Гледам дека цената е солидна и дека има услови за враќање. Голем дел од млади луѓе веќе зборат и сакат да бидат производители, бидејќи имаат рачун да бидат производители и да живеат солидно во Република Македонија. Таквото нешто е надежда која ја имам, која ја чувствувам, бидејќи кај мене доаѓаат клиенти и млади луѓе велат што ќе правам во Швајцарија ако тие цени на производите, на пиперката, на краставицата, на зелката и така натаму биде како што е. Јас ќе имам подобар стандард отколку да бидам во Швајцарија под наем. А тој има своји ниви од татко му, ги има оние компаративни услови за кои зборевме, тој може да биде производител и тука. Тука веќе одредените институции мора да инјектираат знаење и помош на земјоделскиот производител. И ќе кажам уште 2 збора. Најтрагично за државата, најцрно, е онаа што од осамостојување, посебно Бранко Црвенковски, сноса голема одговорност за тоа што се случува. Сите власти кога си на сменето, за науката немат одделувано ама баш никакви средства и она е шутната на страна, а без наука и нејзина апликација ние не може да замислиме производен процес, производни резултати. Тоа сите оние кои влегуваат во политиката, тоа не ги совршено интересира. Јас сум лични контакти имал, професоре, тоа е долготрајна работа. А јас ќе видам 2-3 години. Што ќе можам од таму да земам, тоа е, после ќе биде друг. Не да он свати дека он треба да то пренесе нешто, што може. Да другиот продолжи да наследи со некои по-квалитетни можности. Наместо тоа, секој во власта влегува што може да ограби од државата, да злоупотреби, да камуфлира и корумпира и после тоа тој добива некоја висока пензија, бил министер, бил пратеник, вика ќе имам голема пензија. Павле Тројанов не вика ќе имам голема пензија, вика. Оти 20 години, 30 ево парламентот. А доприносот го нема. Таквите нешта
ден порано треба да се разграничат. А сегашната состојба на превзимање на мерки, мислам, нема да заврши тука, само со тој кобен случај, него треба да заврши состојбите во аграрот, на кој начин се приватизираа и на кој припаднаа комбинатите со по 3000 вработени кои се раштркаа низ светот, површините кој, како и колку ги работи и што добива од државата на име субвенции, а што добива од производството. Ке погледнеме трагична слика. Целта им е точно субвенциите кои ги дава државата, ги даваше државата на име површини. Сега сите работи ќе се променат. Што ќе оствариш, врз основа на оствареното ќе ти се даде субвенција. Таквото нешто веќе држи вода и ќе имаме враќање на честните луѓе во аграрот, бидејќи производот и белешката со кој произведел толку тона домати, толку тона бостан, толку на нив, тој треба да биде мотивиран и да добие субвенции. А не на површините. Јас имав случај, земе за 5 хектара садници, садниците ги посаде, земе ги субвенциите и тој не стапнува веќе таму на тоа место. Не да ги обработува, не да ги крои, не. Професор е завршена е вика работата. И имаше такви случаи, жив случај сум, жив примери имам, кога во своје време увезував многу саден материјал и целта им беше само да ги земат садниците и се дава документ и после тоа тие на име тој документ добиваа субвенции. Тоа, јас мислам дека ќе се долови и нема да се дозволи да се злоупотребуваат државните средства. Но, таквото нешто има институции што треба да го видат, јас само за науката ќе повторам. Не може 40 години луѓе во формата на Димитриевски или некој Георгиевски таму од Стопанска комора, 40 години тие зборат што треба. А државата тоне. И Стопанска комора, која функција има, сега не е комора, него се комори, не е факултет земјоделски, се факултети, дали и колку треба да има толку факултети, баш пред 4 дена зборевме дека Македонија има 22 правни факултети. Имаме универзитети во Тетово, сега Тетово универзитет отвори албанците. Сега сакат и академија. Тоа е веќе сосема друга приказна која води во ќорсокак. И наместо унитарноста во Македонија, секој жител што е во Македонија да си биде прво македонец, може да биде дома, може да биде албанец и влав и србин, се. Меѓутоа, излезе во државна установа, тој треба да знае македонски, треба да се разговара македонски. Во собранието да се разговара исклучиво македонски. Наместо тоа, сега, во сред Скопје ни се збори да не ми го чепкате јазикот. Во сред Скопје, ако сакаш албански јазик, еве ти рана. Во Македонија ќе се збори македонски јазик. А дома може да имаш и албанско знаме, може да имаш да збориш албански и сите, а дети да ги имаш, што законот ќе ти ги даде. Наместо тоа да се устоличи, ние сега Венецијански комисии ќе решава за двојазичност. Каква двојазичност? Македонија е една. Но, таквото нешто е за други места. Јас, лично како граѓанин, сум испровоциран кога гледам дека одат работите во еден ќорсокак, каде што дел од албанскиот електорат 20 години е во власта, еден македонски збор не спомнува и на интервјута. И нашите новинари преведуваат за да му во сред Скопје да му се преведе на Али Ахмети од албански на македонски. Тоа е трагедија. Но, таквото нешто има институции и органи кои треба да си го завршат така како што треба. Ние, во ова наша емисија, ретко кога даваме толку диапазон на нештата,
да не беше тој трагичен случај во Кочани, а уште потрагичен во нашиот аграр, што буквално го доживува производителот, а не го приметува. Верувајте. Тој гледа една безизлезност дека тони аграрот. Дека има 40 декара ниви, децата му се во Швајцарија, во Англија и така натаму, и дека он вика, сега вика, доаѓаат диви свињи, доаѓаат зајци, не се обработуваат површините. Тоа е во една безизлезна ситуација. Тука Министерството за земјоделие со една стратешка работа, со едно здружување на тие земјоделци кои се останати, ќе направи голем чекор напред на обединување на површините и на консолидирање и тргнување кон производен процес. Минатата недела реков, многу западни земји кога гледат државата слабе, тие се фаќаат за оние богатства кои ги има државата и за рудниците. Имав едно мое излагање. Уште живе идејата да над Струмичко се отвори рудник. Тоа, барем, како што имам информации од населението и од луѓето кои се во земјоделието, тоа ни по која цена не може да се случи, бидејќи Струмичко е творец на храна. А евентуално отварање на рудник, тоа ќе биде погреб на Струмичкиот регион, како производен регион. Но, ние сакаме да ја кажеме состојбата. Рековме за временската состојба. И за состојбите во аграрот врз основа на таа состојба. Ние имаме едно тектонско пореметување на времето, кое бележи загрижувачки бројки. Овие денови, пак констатирав целосно, дека имаме најмалку 15 до 20 дена поранување на вегетацијата. Кајсијата е прецветана, бадемот цветан, праската цвета. Едноставно, скоро сите растителни видови се тргнати. А ние, во нашата долгорочна прогноза, гледаме една катастрофална состојба, каде што сега, овие топли денови, после нив, ќе имаме еден многу ладен бран, а тој ќе се протегнува со ден-два топло-ладно, а тоа е за растителноста многу штетно, па и за здравјето кај луѓето, до мај месец. Ве молам. Од годините имавме ние на Благовец, тоа е 7 април, температури минус 8 степени Целзиусови и кајсијата измрзна. Оваа година по се изгледа како што одат работите, тргната е вегетацијата, а ние имаме уште зима до мај. Вржи се можни, но не само на дожд, туку и на снег. Таквата прогноза мене ме загрижува и не сакам да се исполни. Но таквото нешто е веројатност, бидејќи многу индикатори ми го даваат тоа, бидејќи сум 50 години со аграрот и ги следам сите временски услови. Тоа е вистината. Инаку, во досегашната ситуација, аграрот можам да кажам дека е во извонредна состојба. Зошто? Имавме сончеви денови, немавме студ и имаме напредок на зелката која почне да се бере веќе во Струмичко. Пиперката веќе месец дена се бере, јутата пиперка, и скоро 70% веќе од производителите излегува со своето производство од домати на стално место, а нема дополнително грејење. Тоа е голем ризик, бидејќи до мај реков има можности на ниски температури, на врнежи од дожд, чак и од снег. Што не би сакал да се случи тоа. Но, имајќи во предвид дека минатата година на 7 април, тоа е Благовец, имавме минус 8 температура и имав мои клиенти од
Велешко, кој да се има по 5 хектари кајсија, точно, вика, за вклучињата една гајба не набрав. А има вложување, има трошкови, каде што кајсијата, вика, ја обрав уште во април месец. Значи, студот, ниската температура одзема се. Тоа е, за жал, тектонската промена која се случува кај нас и мора тука да имат факултетите и стручните луѓе да имаат една смерница како да се оди кон култури кои не се толку чувствителни кон ниски температури и самата структура на производството да се променува према временските прилики и неприлики. Ако збориме за температурите и можните мрзнања, хидролошката состојба од минатата година и оваа година, ние сме март месец каде што треба браните да бидат крцато полни, која вода ќе ни служи во летните месеци кога имаме пеколни горештини. Наместо тоа, вчера мој клиент, вика, професоре, бе, вика, на браната, он е некој риболовец, имам 162 скали празни, кои од годините беа полни, 162 скали да слегнам доле до водата, да фрлам, вика, да ловам риби. Можете да замислите кој е недостатокот на водата. А тоа, во комуникација со другите директори на тие акумулациите, сите велат, сме под техничкиот минимум. Значи, врнежи од дожд треба многу. И затоа ние во овие наши емисии апелиравме. Рационализација на водата е неминовно. Државата може да погне на производителот да не оди со наводнување со бразди каде се троши многу вода, него ако треба гратис да му се даде систем капка по капка, да растенијата, водата која ќе капка, да се искористи. А не по бразда оди во комшиите, оди во ендекот и сето тоа е недомакинско трошење. Но, за тоа нешто постојат организации, постојат стручњаци, постојат факултети, кои буквално од осамостојувањето не функционираат. Не се тие има тампон зона, не се свесни дека тие постојат ради народот доле што треба да помогнат. Тие институции треба анализа на почвата да направат на тој производител да му помогнат. Тие факултети кои имаат лаборатории за диагностика на болести, тие треба да помогнат на луѓето доле. Има, значи, сите институции се на грбот на буџетот, а од друга страна возвратот имаме на вистинска состојба, што морам да ја кажам, бидејќи многу новини манипулираат, имаме контролирана храна. Тоа е трагедија. Ние имаме стихиско производство на храна, кај што производителот прска кога сака, со што сака и колку сака. Фрла ѓубре исто така, кога сака, колку сака и колку може. И колку има на крај. Таквото нешто мора да биде смислено од институциите кои имаат по 20, 30, 50 вработени, а си имаат плата од буџетот на тој земјоделски производител, од грбот, од граѓанинот. Сето тоа мора да се среди. Јас верувам дека тука ќе почне да се одмотува клопчето на реален пристап према производството во земјоделието. Тука, јас повеќе нема да ве замарам, значи, при секоја наша емисија имаме и новости. Имаме еден нов, како да ви кажем, препарат кој навистина има органско потекло, тоа е микоризата, која дава енергија на коренот за нејзино брзо ужилување, потерување, а чим коренот се активира, имаме добро развиена надземна маса. Да не должам, предлагам доколку е режијата спремна да го погледне на природа. Во овие едукативни прилози ние се трудиме секогаш да вградиме нешто кое е интересно,
кое е примамливо по однос на неговата примена и во крајен случај ефикасно за земјоделското производство. Ефикасно по однос на успешно сузбивање на некои патогени, а од друга страна да нема никаква токсичност. И за таа работа подолго време од животот, точно во заштитата што го одредив, сега се трудам да ја сватам суштината дали можеме да ние произведуваме храна, а да внатре имаме што помалку оние негативни хемии кои го ништаат здравието кај човек. Сведоци сме по светски размери дека се збори со примена со фитофармациските нови средства и нивната примена, процентот на канцерозни оболувања зголемен, смртноста зголемена. Една од причините е точно резидуите од одредени хемиски творби. И она смерница на многу индустрии кон органското производство, инсект против инсект, биолошка контрола, габа против габа, од фитопатолошки аспект, нематода против нематода, тоа што го зборевме во една од претходните емисии, дека монофусите се хранат од фитопаразитните нематоди. Секој што предизвикува кај нас стручните лица, кои имаат си искрен пристап кон науката, предизвикува една инспирација. За разлика од финансиските ефекти од некој токсин, продаден тежок препарат од прва група отров и остварен профит. Ние денес ќе кажеме нешто повеќе за една новост за Република Македонија, која заслужува внимание секако во оваа наша емисија. Тоа е микориза. Микоризата, за неја имаме зборено повеќе пати. Имавме експериментални огледи повеќе години. И сега мора да уште еднаш тоа го презентираме како инспиративен дел кон тоа што се оваа племенита габа предизвикува. Значи, една од основните работи што треба да се знае за микоризата, тоа е дека тоа природен продукт и основан од авискуларни микоризатични габи, специјално направен за стимулирање на коренот од растенијата. Значи, се работи за средство габа која навистина има своеврсна функција на делување. Значи, со еден збор, бидејќи имаме две илустрации тука, корен, каде што не е применета микориза, и корен, каде што е применета микориза. Што тоа значи? При елаборацијата на функцијата на делување на микоризата. Значи, мицелијата од габата, кое нешто е значајно за да се долови и препознае тоа што сакаме да го кажеме, расте и се развива од 50 до 75 пати повеќе од коренот и се развива во позитивната микрофлора. Тоа е корен каде што не е применета микориза, тоа е корен, како што рековме, со применета микориза. И сега, тој развој на мицелијата, што всушност постига? Тој корен, каде што е ставена микоризата,
ја има, значи, особината, значи микоризата со нејзиниот развор, ствара ферменти кои го стимулираат коренот повеќе кратно да ствара нова жилна маса. И сега, со тоа стварање на нова жилна маса, тој фактички ја има она фантастична смукателна моќ за развој на надземниот дел на коренот. Што е тука значајното? Со стварањето на оваа коренова система, тука тој, пази сега, значајното и најзначајно за коренот од микориза, тој ствара творби кои го уништуваат фузариумот и вертицилиумот во почвата. Значи, со таквото нешто, тука ние имаме еден развоен корен, каде што фузариумот и вертицилиумот немаат услови за развој. И тука веќе имаме една вистинска разлика од корен, каде што со тие разлики коренот има една голема имунолошка работа, има една голема смукателна моќ и на крај крајава добро развиен корен, за разлика од овој, добро развиен корен каде што имаме точно ефекти од примената на микоризата во таа зона на кореновиот систем, во ризосферната зона. Што всушност со таа примена се постигнува? Освен тоа што го реков, појачувањето на коренот и хабитусот на растенијата, тука имаме еден стварање на еден голем имунолошки дел на самото растение. Имаме интензивен пораст и квалитетна абсорптивна моќ на макро и микроелементите. При временски неприлики, пример сушна, кога имаме суша или високи температурни амплитуди, тука ние имаме еден неверојатно добар развој кај растенијата кои имаат применето микориза. И тоа нешто го заклучивме со тие експериментални огледи. Веќе рековме, најважниот чин, тоа венење на пиперката, фузариумот и вертицилиумот, бидејќи на нив магистрирав, за нив немаше решение по однос на ефикасност на уништување на фузариумот и вертицилиумот. Тоа габата со стварањето на своите творби, тој ги нив ништи и немаме буквално ниту вертицилиум, нити фузариум, нити питиум, нити ризоктонија и така натаму. Што уште имаме? Со тој имунолошки дел и добар развој имаме и интензивно цветање на растенијата. Уедначено плодоносење, кое нешто е одлика за добивање и на голем квалитетен принос. Намалување на стрес од температурни амплитуди. Така јак корен со примената на микоризата има навистина еден убав
органолептички изглед, како што рековме, со плодоносењето и со сите овие квалитетни особини. Што е најважно од се? Микоризата, како природен продукт, нема никаква веза со генетска модификација на растени, што за жал во светски размери таа генетска модификација е се поприсутна. Значи, со еден збор, микоризата ја има најважната сертификационна документација за користење во органското земјоделие, и тоа регистрирана од ФИБЛ Германија, која важи за една од најјаките куки во Европа по однос на давање на овие регистрации и дозволи за примена на одредени такви творби во органското производство. Значи, значајно е дека тоа, примената на микоризата може да биде точно кај сите одгледувани култури, кое нешто ќе го кажеме покасно. Што е значајно? Примената треба да биде во ризосферниот дел. Пример, сега не случајно го правиме тоа, бидејќи ќе почнат пикирање на расадот. Тука може во зоната на пикираниот расад да се стават само неколку. Знаеме, имаме ние тука по колку од 40 до 60 сантима треба кај овошните, кај дрвцата и кај виновата лоза, и тука до 25 до 30 сантима кај градинарските култури се аплицира микоризата како еден од квалитетните препарати. Но за неговата примена ние имаме уште еден мал за таа практична примена на микоризата. Во градинарството, уште од самото сеење, во таа саксија која се сее, и во рано градинарското производство, и на стално место, од 5 до 10 милилитри од растворот, или од 2,5 до 5, од кога е малечок расадот, е сосема доволна количина за да добиеме, бидејќи она тука има фруктификација и многу размножување, се ствара голема жилна маса, која е енергична и која со тие својот брамбени штитори кој ги пушти, буквално тука не може да има развој на било каква болест. Важно е за Кавадаречкиот, Неготинскиот, Светениколскиот и други региони, Гевгелискиот, Струмичкиот, во лозарството при подигање на нови лозови насади. Употребата во зона на коренот од 5 до 10 мл по корен е сосема доволно да тука се стави и микоризата се размножува, се шири и тука ние ќе имаме енергичен пораст, уште втората година веќе ние ќе имаме формирање на кракови и третата ќе имаме веќе интензивно плодоносење, бидејќи имаме енергичен корен, каде што нема можност за никакви штетни последици, некакви болести што знаат да се случат во коренот, па толку прифатеноста, толку е то, толку е оно. Со еден збор, со таа примена, ние имаме навистина еден фантастичен чин на прифаќање и при најсушни услови тука микоризата го дава онаа што може да го даде по однос на ефикасноста која има. Во овоштарството сме во период на подигање на овошни насади.
И тука од 5 до 10 мл по една садница е сосема доволно во ризосферниот дел на растението да ние имаме навистина еден квалитетен енергичен старт, добро формирање на овошките и ќе имаме навистина уште третата година енергично растение со првите примарни гранки, со формирање на самото дрвце и почеток на плодоносење. Многу важно и најважно за микоризата тоа е, значи, средство кое, мислам, во догледно време ќе дојде и како во една помасовна примена, бидејќи со нејзиното ставање во почвата ја добива структурноста, враќа се душата на почвата, едноставно кажем. И тоа нешто ќе се со тек на време применува се повеќе. За цвеќарството посебно, бидејќи цвеќето е сепак специфично, значи таа навика да се во цвеќето употреби од микоризата уште во самата леа, после во самата саксија и на цела површина, тука постигнуваме во цвеќарството фантастични резултати. Во саксијата од 5 до 10 мл исто така е сосема доволно да имаме енергично растение од кое може да имаме право декоративно декоративен цвет кој е навистина интересен и кој се бара на пазар. Најважното нешто за активноста на микоризата, тоа секако мора да го знаат производителите, дека треба да има континуитет од влага во почвата, добар распоред на овие зрнца кои ќе се стават, оптималната температура е значајна исто така, и по таквите услови ние ќе имаме навистина еден квалитетен, ефикасен дел на активноста на микоризата. Бидејќи тоа е габа која трансформира органски материи, ѓубрива и ствара еден позитивен чин во микрофлората во тој ризосферен дел од почвата. И со неговата квалитетна примена во сите тие области, како што рековме, од цвеќарството, овоштарството, лозарството, градинарството, може да само кажеме дека микоризата како еден производ од таа габа, значи, ќе најде место во тие сфери, без никаква негативна хемија, токсична творба, туку како еден позитивен импулс по однос на нејзината примена како габа, нејзиниот развој и нејзината обстојба во почвата, што значи многу за секој производител. А тоа нешто, со примената на микоризата, ќе го завршиме прилогот со тоа, се работи за една органска творба, габа со својот производ, со својот мицелиум, со својата активност, ја подобрува комплетната состојба на микрофлората во почвата, во ризосферниот дел, ги трансформира сите органски материи и интензивно го множи мицелиумот кој ги дава тие ферментативни работи за растението кое се одгледува да го даде својот генетски потенцијал. Бидејќи го имавме повеќе години во огледи, навистина, оној подвиг кој го прави од едно анемично растение кое го ставиме на име расад и под него ставиме од микоризато. За само 10 дена тоа растение со континуирана влага,
тоа растение го менува целосно својот хабитус, го менува целосно својот развој и добива некои широки квалитетни лисија, каде што тоа е исклучиво од оние ферменти, од оние творби кои микоризата ги ослободува, ствара голема штитничка основа во ризосферниот дел и растението има еден буен, јак, интензивен пораст, кој е нешто на крајот резултира со квалитет од Куртовска капија, каде што имавме оглед, каде што имавме навистина што да видиме енергичност, каде што на површината кај што имавме оглед имаше фузариум, имаше вертицилиум. При правилната примена со микоризата, ние на тие парцелки, каде што имаше максимална зараза, со редовна, континуирана примена и со добра обработка, имавме фрапантни резултати и за тоа не случајно за микоризата имаме такво мислење, бидејќи тоа го имаме лично соживеено и приносот што го имаме добиено и квалитетот од пиперката укажува дека се работи за племенит природен продукт од оваа габа, кој е нешто секако ќе се најде во производниот процес во Република Македонија. Тоа беше за микоризата. Доколку има некакви нејасноти, ние сме на располагање да дадеме прави напатства кога, во кои количини, тоа го рековме веќе во нашиот прилог, да се максимално искористи микоризата за добивање на квалитетно производство. А тука е и крајот на денешната емисија. Ви благодариме на вниманието со кое не следете. Со нови содржини ќе се видиме следната недела.